Почитувани министри, почитувани граѓани, представници на медиумите, во ова една година мандат на овој пратенички состав поднесовме десетици закони како пратеници на опозицијата и ниеден од нив не беше прифатен. Дел заглавени во процедура, дел ставени во фиока, меѓутоа ниеден предлог од опозицијата во ова една година не беше прифатен. Минатата седмица кажавме, бидејќи не ги прифаќате нашите, дека ќе поднесиме ваши, тие што вие сте ги ветиле во вашата предизборна програма, наречена Платформа 1198. И таа програма или дел, копија од таа програма, каде што прво има нормално обраќање на лидерот на опозицијата или председателот на ВМРО-ДПМН, господинот Христијан Мицкоски, денешен премиер, кој што побарал поддршка од граѓаните за оваа Платформа 1198. Еве што кажав. Почитувани граѓани, нашата победничка изборна Платформа 1198 е посветена на развојот на Македонија, на квалитетниот живот на сите граѓани. На оваа програма ВМРО-ДПМН и лидерот Христијан Мицкоски добил над 400.000 гласови или 58 пратеници. Денес од ова што го гледаме од овие први две гласања, вие се гледа дека вие како пратеници на мнозинството не си стоите на тоа што сами сте го напишале во изборната програма и во програмата со која што сте излегле пред граѓаните и сте ја побарале нивната доверба. Дополнително, председателот тогашен на опозицијата Мицкоски кажал дека оваа платформа е повеќе од клучна за да се реализира визијата за изградба на подобро општество кој им служи на граѓаните. Кажал дека платформата е визионерски политички план кој се потпира на еден модерен и прецизен пристап кон управување со ресурсите што ќе создаде услови за поквалитетен живот и динамичен економски развој. Значи, ова е во воведот, ова е обраќањето до граѓаните, ова е тоа со кое што се бара поддршка на граѓаните. Еве што кажал друго на 30.12.2024 поврзано со овој предлог закон кој што е сега го образложувам или е на дневен ред. Мицкоски вели дека се повеќе македонски граѓани кои ја напуштиле земјата изразуваа желба да се вратат дома. Таа е негова изјава на 30.12.2024. Министерката за образование Јанеска е малце попредпазлива. Вели искрено се надеваме дека ако успееме да направиме се што беше во предизборната програма, можеби дел од населението ќе почне да се враќа во Македонија. Еве вашата програма, страна 40. Стои мерка добре дојдовте дома. Сами сте ја напишале, сами сте барале доверба од граѓаните и сте ја добиле довербата од граѓаните. После една година од ова што е напишано во таа програма нема ништо. Еве во овој дел од таа програма сте напишали: враќањето на нашинците назад во татковината е приоритет на новата влада на ВМРО-ДПМН. Владата ќе дефинира системски и сеопфатна програма за поддршка за лицата кои ќе се вратат од странство. Вие сте го напишале, вие сте добиле доверба, вие ги баравте гласовите на граѓаните и сте ги добиле. Еве во овој дел на страна 40, од дел од мерките за враќање, како што велите, на нашинците во Македонија, пишувате фирмите да се ослободат од плаќање на личен доход за период од една година за сите лица кои живееле во странство најмалку една година, а ќе се вратат да живеат во Македонија. Еве, понесовме закон според тоа што вие сами сте напишале во вашата програма. Во програмата која што сте побарале доверба и во програмата која што сте ја добиле доверба. На претходните две гласања покажавте дека вие не давате поддршка на тоа што сами сте го ветили. Јас уште еднаш ве повикувам како пратеници на мнозинството, ако стварно
верувате во својата програма, тогаш да го поддржите и овај предлог. Ако не го направите тоа, тогаш станува јасно дека оваа програма била само пред изборен кампањски трик или преведено на македонски јазик, оваа програма била само лага. Јас сакам да верувам дека барем за ова законско решение ќе дадете поддршка затоа што ова е најмалиот, најлесниот начин како може да им помогнеме на машинците, како што велите вие, да се вратат назад. Нема значително оптоварување на буџетот, има ослободување од данок или ослободување од тоа што тие треба да го плаќаат. Ве повикувам да дадете поддршка на тоа што сами сте го ветили и очекувам координаторот на пратеничка група во процедуралната реакција да каже дека ќе го поддржи ова законско решение. Благодарам.